Честито стратешко партнерство со Обединетото кралство, драги мои пријатели и пријателки, и тоа ќе биде голема работа конечно за нас, некаков инпут да се започне со нешто. Нема да градиме фабрики, бидејќи државата и не смее да гради фабрики. Фабрики треба да градите вие. Но бидејќи сте деца на Тито, не сте учени да произведувате, да правите, учени сте да чекате комунистичката партија да одлучи каква фабрика ви треба, да направи фабрика, а вие да работите, да добивате плата, 13 плати, да не ви е гајле дали е продуктот добар, квалитетен или неквалитетен, туку дали има редовно плата и тоа мора да се оствари. Друго, ништо не е битно. Западот е изграден на малце поинакви принципи и тоа е оној Запад, тоа е таа она Германија во која бегате, квичите и плачете по неа, а сакате да живеете во социјализам. Не може и двете, шизофрена е состојбата, бидејќи е неодржливо. Да беше одржливо, Југославија немаше да пропадне, Советскиот сојуз немаше да пропадне, ниедна земја не може да пропадне од надвор заради економски притисок, ако она е слаба. Единствена земја која научи лекцијата, тоа е Кина. Кина која Милтон Фридман го покани во почетокот на 70-тите, да и вчера на интервјуто со Геровски го кажа ова, ама ако сакам да го трубам за да стално има можеби 1-2 да речам нови гледачи од вкупното 5-6 колку се гледачи, па да речеме 1-2 плюс, значи научете една работа. Западот, она што е добро во Германија, во Британија, во Франција, во Америка, во Австралија, Нов Зеланд, тоа не е социјализам. Туку е либертаријанскиот пристап. Либертаријанците го направија Западот пожелен, прогресивен, напреден. Оние формираа цивилизацијата. Оние предводеа индустријската револуција. Они ги создадоа првите богатства и го кренаа сеопштиот стандард на западната цивилизација. Западната цивилизација не ја изгради Тито, не ја изгради Сталин, не ја изгради, ниту ќе ја изгради, ниту може. Единствен сомнеш ми е што за Мао Цетунг има многу лошо мислење, но очигледно тоталитарецот кој владееше брутално, кој има убиено преку 30 милиона кинези за да не му се побунат, а мораше да ги убие затоа што земјата гладуваше, народот гладуваше. Што немаше решение како, бидејќи не знаеа, види, комунист и социјалист не знае да произведува, не знае да создаде, он знае да одржува власт. Нема вреѓање, да не се лажеме. Нема вреѓање. Тоа само го прави капиталист. Југославија и колку толку добро живееше и толку живееше затоа што Тито дозволи фирмите кои комунистите ги правеа да работат капиталистички. Татко ми работеше во фотоцентар. Јас знам дека чистачката имаше пропорционално поголема плата од што сите други директори на фирми во Македонија. Зошто? Затоа што фирмата заработуваше. Нормално се што заработуваше, мораше голем дел да даде на комунистичката партија, да даде во донации каде комунистичката партија ќе му каже, но и покрај тоа остануваа големи работи. И за жал фотоцентар не се прошири како некој светски, да речам, ланци за како денеска што ги имате Техномаркет, Нептун, Сетек. Зошто фотоцентар не се прошири? Затоа што излапавте бе вие комуњари, за како тоа ќе се богателе. Не смее тоа, мора урен и ловка. Нема врска. Сакам да кажам дека Мао Цетунг му станува јасно, да, знаеш што правеше? 30 милиона оштеше ги утепа своји луѓе, за да не му се бунат. Гладни. Вика, ке намалам глад, 30 милиона човече. Немало приноси. А немаше приноси жито да го нахрани народот, затоа што немаше вода, немаше врнежи. Оризот слабо раѓаше. Од Виетнам колку можеа земаа собира, не беше доволно. И му доаѓа луда идеја и вика, врапчињата се криви.
наредните години доаѓа такво истребување. Не, ова е социјалистичко, комунистички ум. Ова е жива вистина. Земете го на Википедија, сурфајте го, дај ми ја преднава камера. Уште не се вртам на компјутерот. Значи, ја повикува нацијата да се бори против птиците, затоа што птиците ги јаделе зрната од пченката, од оризот, од пченицата. И прави народов, а народ кинес, глуп, гладен, шо ќе прави? Мора комунистичката партија му рекла. Ги убиваат сите птици. Дори имате документарци кај вака ги нижат, врапчиња, милиони. Што се случува кога глуп лидер во глуп систем ќе донесе глупа одлука? Катастрофа. Затоа што им исчезнуваат скоро сите птици. Се прави дебаланс на биосферата. И кога нема птици, што има? Да, драги мои. Штурци, муви, штурци, роеви облак. Уште полоша катастрофа се прави врз посевите. Па мяу, со пропаганда, со пар милиони стрелања и така се смири. Па по советите на американските агрономи почна посевите да ги возобновуваат, да птиците кои го држеа тој баланс, нели, да се вратат и да го одржуваат и така натака. Веќе при крајот на животот Мао Цетунг му е јасно. Он гледа дека Русија, колку и да е моćна, не напредува. Кина не напредува. Немаат производ. Нема чоколади, нема телевизори, нема прогрес, нема нови технологии, а јасно му е што е прогресот. Се што прават има имитација некаква од Запад. Ако сакате, гледате го Внатрешен круг, филмот за Сталин, кај што едва и преживува тој што прави копија на германскиот проектор, затоа што сакал филмови да гледа, ама таа жичката која ги прави фреймовите, недоволно квалитетен челик, му се крши и пука. И тоа е само еден, како да кажем, симплифициран пример дека сеопштата економија е на стаклени нозе. И затоа се распадна. Ручки оттупани, Америка дека била многу моćна, фрлила милиарди и ги уништила Советскиот сојуз и уништила Југославија. Не бе, луѓе. Лоша економија и стока од народ која ги заболе цев за тоа како работи фирмата. Која нема маркетинг, не се бори да пласира на пазари, да го производството да го шири, да го зголемува, да стане бренд. Ние и ден денес не научивме. Ние му го дававме текст на Беличанец, ене ви го Тито, сега ви држи лекции за стратешкото партнерство. Ни бе, колку глуп народ има овде, тоа е неверојатно. Но, докажавте лани дека сте малку попаметни и покрај се. И сега да се вратам. Мао Цетунг го повикува Фридман. Фридман е либертаријанец, не либерал. Либерал и либертаријанец се две сосема различни работи. Либерал у суштина не е лоша работа, човек кој прифаќа и се и така натаму. Но либерал денес на Запад е вулгарна работа. Чии приоритети се против семејство, против црква, против семејни вредности, инсистирање на геј популација, трансродови, Евровизија. Тоа ви е либерално. Тоа ви се работници, тоа ви е производство. Да ги отворам графиконите, да ги видите какви се акциите на Volkswagen, Audi, Mercedes. Све у надолна линија. Зошто? Затоа што на кинезот му оди. Како бе на кинезот му оди комунистичка партија? Нели комунизам? И па затоа што не е комунизам, драги мои. Кога Мао Цетунг го вика либертаријанецот Милтон Фридман,
да го советува што да прави, бидејќи му е јасно дека социјализмот и комунизмот ќе изгубат на подолг рок, ќе изгубат, не е тоа подолг рок 50 години. Тоа е сосема краток рок, дури човечки рок. Ќе изгубат битката со Запад. Зошто? Не може да држат чекор. Зошто? Лоша им е економијата. Либертаријанската економија, Западот и прогресот се базира на слободен пазар. Минимални давачки и максимална слобода. Што сакаш да произведуваш, колку сакаш да произведуваш, што сакаш да работиш, кај да работиш, и ти си зависен на пазарот. А ако фабриката одлучи дека и треба поширок пат за пристап на работниците и на камион, она нема да чека државата, види ќе избереме градоначалник, па градоначалникот со владата, па владата ќе одлучи, па дали ќе се прави. Не, права. Ние сега се радуваме. Министерот за транспорт и врски знае дека овдека немаме кадар и затоа се труди коридорите да ги направи. Дури на една Англија која ни стана сега стратешки партнер, вика или ќе го изгубиме централниот регион на Балканот, Македонија, или мораме да го кренеме. А за да го кренеме што? Пата у джепот? Не, ќе ја спичкате у Грција, бе. И не ви е гајле. 2-3 години ќе идете у Грчка, на лапа и си не ви е гајле. За да имаме прогрес у економијата, ни треба добра железница, ни треба добри патишта, ни требаат вкрстување, да може лесно тој што ќе дојде да инвестира овдека транспортот на стоките да му иде. Тоа е биг дилот што го имаше Америка пред Втората светска војна, и да кажам, кога сакаше да излезе од големата криза, иако сами се заебаа со таа што се ја направија затоа што државата се менуваше. И Милтон Фридман е припадник на она либертаријанство. Пазарот да одреди. Ако ја, како собственик на телевизијава, сметам дека треба со петорица да работам, на сите клоце и мудирам. Нема закон кој мене ќе ме принуди да ги држам вагабонти, идиоти и дебили непотребни во телевизијава, како што е секаде кај нас. Не зборам за телевизија, за било каде. Ако ја сметам дека треба 50 камери да имам, има да ви ги смалам платите, да гладувате, ако сте паметни ќе останете, ако не, thank you and fuck you. 50 камери ни треба за да напредуваме. Вложувам во производство. Ама џабе ми се камери ако ја немам врвни професионалци. Имам ја камермани. Имаш еден, двајца. Другово, срепои, идиоти, психопати. Што да правам? Кај да ги родам? Обука. Ќе им платам обука да станат врвни професионалци, за да можеме да реализираме проекти. Проектите, пред да ги реализирам, ќе отидам негде на маркетинг. Вака и вака, снимаме серија. Вака и вака, снимаме квиз. Вака и вака, ќе имаме политичка емисија за ова и ова. Вака и вака, ќе имаме емисија Јаде и Бурек. Ова ви е понуда за годишно за ова. Од 100 фирми, 99 ќе одбијат, една ќе прифати. Таа ќе добие маркетинг како што ниедна не добила. Затоа што кај нас нема ваков маркетинг. Еве ќе ви кажам најдобриот маркетинг што е. Јас сум го нудел на фирми. Не го прифаќаат. Зошто? Затоа што сите фирми исклучиво по партиска линија се рекламира. Дали знаете дека јас, Јади Бурек, и мојот портал Јади Бурек, сме единствени кои немаат реклама од Алкалоид. Алкалоид сегде пушта, само овде не. Зошто? Оти е назначено, таму не. Не е со закана се. И зошто луѓето да ги боли глава. Еве сега исто и со Зегин, со Тинекс и така натаму. И ги разберам. Нема љутање. Некој им извршил притисок. Дворете тоа. А замислите што сум им нудел. Еве што им нудам. Дај ми реклама, дај ми производ. Еве мобилен телефон. Океј? Да. Како иде реклама? Плаќаш, па те рекламира. Затоа сите се заебуваат и затоа се помалци има огласувачи. Ја им велам следново. Колку кошта овој мобилниот? 500 евра. Океј. Колку го продаваш малопродажно? 600 евра. Колку ти лично одвојуваш за маркетинг за твојот производ? Тебе ти сам го промовираш негдека.
Светски просек е 30% од вредноста на цената, ама ова зборам Кока-Кола, Мерцедес, Тесли, ова, она и така натаму. Ја викам вака. Ја ти барам процент од твојата заработувачка, значи од профитот. Значи ако ти без мене продаваш 500 овакви, 5 по 5, 25.000. Така? Значи не ми плаќаш однапред. Откако ќе продадеш ти твоите 500, јас со мојот маркетинг ќе бустам како знам и умеам, колку знам и умеам, како маркетинг агенција, како медиум, да продадам многу повеќе од што твоите редовни 500. И успевам 800. Од тие 800, ја не ти барам провизија или процент од 800, туку разликата од тие 300, ти барам процент од она што го рекламираш. Значи, промил од промил, да речеме 200 или 300 евра би било месечно, кој би ми ги платил откако ќе ги земеш и заработиш парите со зголемена продажба, откако си никогаш нема да ти земам од твојата редовна. Еве, ти успеваш 500 да продадеш. Од тие 500 ја никогаш нема да ти барам. Ќе ти барам за оние 300 плюс или 200, зависни во кој месец, колку јас сум го испотел гзот, да ти да продадеш. Знаете што е ова? Ова е Шангрила за било кој огласувач. Дали е тоа производство на млечни, месни производи, облека, лекови, било што. Било што, било кој. Дали некој вака работи во Македонија? Не. Зошто не? Затоа што сите се врзани со некоја си партија. Како што е пиварница, Европа, како што се разни други фирми и така натаму. Не му е гајле дали ќе му се зголеми продажбата, туку дали ќе ја задоволи партијата со која е врзана. Затоа што фабриките на СДСМ ги дале на своји луѓе. И тој е должен до крај на животот има да ги финансира. Има да им дава. Има да дава на портали и медиуми кои се нивни. Не може поинаку да биде. Мак Петрол не може да се рекламира било каде, освен на медиуми кои се блиски до СДСМ. И тоа е во ред. Тоа е нивниот избор. Затоа што не работат пазарно, а ги гледам од време на време кога се потат, ово она, или овие за техника што се ала фотоцентар, окоти, што произлегоа и така натаму Нептун и свето, разноразни, како се викаат, инфлуенсери, значајни на насловна страна, демек со ова, народот кој ќе го види, Јанко го земале, жено, мораме да купиме нешто, види го Јанко, колку е фин. И он ќе го опрчи него со 5000 евра и ти вика големи попусти. Кого лажеш? Чим видиш ти некој сурат, некоја цицла или некој дибек, подкастер или актер или било што на некој лифлети и промоции, он е дебело плате. Не работат за без пари. Сигурно тука нема под 5000 евра. Таа разлика од каде? Од профитот. Наместо да даде големи попусти, они упорно идат на тоа. Но не им се меша. Не им се меша. А замисли да отидат да се договорат, тебе, не знам, другар ми Марко има свој подкаст. Абе, финансирај се кај него, доста е гледан, ама не знам, кој е, СДСМ, не е ни едно ни друго. Еве, ја ќе се договорам со Марко, ќе му дадеме толку и толку да зголеми продажбата. Ќе го седнам. Ја Марко ќе го убедам за 2 минути за ова што го кажувам. Марко, ја и ти ќе седнеме и ќе правиме кампања, ќе го тераме подкастот, ќе правиме кампања, за 3 месеци ќе гледаме дали им се зголемила продажбата. Бидејќи постојат механизми како можеш со фирма да се договориш, на крајот на крајштата нема со шалабајзери да работиме,
ќе работиме со сериозни фирми. И ќе видиме колку е профит. Колку повеќе сме направиле добар маркетинг. Ќе снимиме клипчиња, забавни, овакви, онакви. Колку се зголемил, од таа провизија повеќе ќе заработуваме. Што е тоа? Пазарно. Нема подобро. Он ќе знае дали ќе отвори нови продавници, дали ќе има поголем увоз, дали ќе ги намали цените, дали ќе вработи повеќе луѓе. А тоа значи па кетеринг поголем, па повеќе вработени, па поголеми услови за работниците и така натаму. И се во ова и за производство му е јасно на Мао Цетунг, но не знае што да направи. Не можам да ги напуштам комунистичките принципи. И он му вика, иди со пазарно општество. Вика, не можам. Јас сум комуниста. Кина е комунистичка држава. Ние сме левица. Не бе тоа. Глуп. Не разбираш. Економијата пазарно да работи. Ама не може. Пак не може. Значи, го убедувал 2 сати, ама пази, Мао го викнал. Не отишал овој сам. И овој знаел дека треба интелектуално да му се отвори чакрата на еден закоравен комунистички мозок, за да свати. И му рекол, у либертаријанството не е битно дали е една или 30 партии. Дали влада е комунистичка или атеистичка, или плачипичкарска некоја партија. Не е битно. Битно е, пушти парот сам да се развива. Осте ги луѓето нека заработуваат, тие што заработуваат и ќе вложуваат. И овој го размислува тоа, починува, но успева да ги стави како реформи за во иднина, бидејќи му станува јасно, Кина или ќе ја нема, или ќе мора да се развие економски. Не постои комунистичка земја што се развила економски да му парира на Запад. Не постои. Но постои земји, без оглед како се уредени, кои овозможиле пазарно работење. Пазарот да си работи слободно. Државата си зема данок, партијата си контролира полиција, судство и војска, пазарот сам си се развива со строга контрола, да нема корупција, да нема мито, да нема криминал и така натаму. Но корупција, мито, криминал имаш ти и во капитализам и во комунизам. Само што во комунизам не смее да се збори за тоа. Така што човекот ако решил криминал, не му е гајле како систем. Кина, токму на принципите на Милтон Фридман, човекот кој ја обликуваше Америка, порасна, нарасна, надрасна и прерасна. Немој да мислите дека е тоа комунистичка доктрина. Милтон Фридман, најдете, гуглајте Милтон Фридман 70-тите години кога оди во Кина. За жал Мао Цетунг починува, требаше многу порано да почне тоа. Починува, доаѓа големата четворка, која е уште пострашна од владењето на Мао, кој Мао барем при крајот на животот од сите глупости сваќа дека мора нешто да направи за Кина, нешто големо, нешто над идеологијата на лоботомираните комунисти. Бидејќи за да си комунист мораш да си лоботомиран. За да си социјалдемократ, либерал, мора да гледаш многу тесно, многу со многу негација, да не ги прифаќаш принципите природни на еден пазар. Но веднаш по падот на големата четворка, која ја предводи неговата сопруга, вдовицата, Кина започнува енормен раст. Во 90-тите срамежливо, од 2000-тата веќе експлодира. За помалку од 20 години, благодарејќи на Милтон Фридман, но и благодарејќи на аманетот од Мао Цетунг оставен, кој не разбрал, но разбрал дека е тоа единствениот пат,
А кинезите како паметни, како филозофи и како продуховени, тоа го мултиплицирале. Дозволија луѓето да се богатат, богат човек сам ќе одлучи дали ќе ги списка парите или ќе инвестира. Повеќето од луѓето кои ќе се збогатат, они знаат дека брзо ќе го изгубат. Прост човек, нели, ќе добие на лото. Нема човек што добил на лото, а да останал добро ситуиран до крај на животот. Не, одма ги спискува за најкраток рок парите, затоа што не размислува да инвестира. Но човек што се бори, размислува како да инвестира, кај да инвестира, колку да прошири, прави планови, размислува креативно. Тоа е либертаријанство. Знаете ли дека железниците чиј производ се? Државен? Не. Железниците во Британија, во Франција, во Германија и особено во Америка ги изградија приватници. Да, и после ги имате многу паралелни пруги кои се градени во Америка. Едната била на Џон Гал, другата била на Вест Смит и овозможувале брз транспорт на стоки, огромна количина на стоки и така се развивала економијата. Како расте економијата, опаѓа популацијата. Толку опаѓа што Кина од нивната забрана, кога беа најсиромашни, најбедни и најмизерни, има најголем прираст на население во свет. Брзо први дојдоа до милијарда и забрзано има замаец кон 2 милијарди. Но што се случува? Замаецот кон 2 милијарди почнува затоа што врз основа на либертаријанските принципи го напуштаат комунистичкото лимитирање. Пази, у Кина беше со закон забрането да имаш повеќе од едно дете. Зошто? Ама ке имало многу луѓе. Кој нормален си забранува сопствена популација? Знаете зошто ја забрануваа комунистите? Затоа што не можеа да го преранат народот. Ама не можеа да увезуваат жито. Зошто? Немаа што да извезуваат, немаа долари да го купат. Жито можеш да купиш од Аргентина, од Америка, ама ај купи, со што ќе купиш? А ние имаме природни богатства. Па кој ти работи на природните богатства? Не е све омладинска радна акција. Треба плата да му даеш на некој 8 сати да ти копа. Или метак у чело. Или колку метаци у чело треба да инспирираш ти луѓе да ти идат у рудник. Не бе, човек ќе ти работи само за добра пара. Крај на муабет. Сите овие параметри. Јас сум лаик за економија, но многу ми е јасно што се интуитивно, како една општа слика случува. Овој пример кој Кина го направи, либералите на Запад го искористија, па слушај, ај ние ќе бидеме по-прогресивни, ќе ги уништиме сите партии со помош на тоа што ќе донесеме луѓе од друга култура, нецивилизирани, кои ќе силуваат, палат, ово, она, аме ќе ни служат нас и ќе создадеме еднопартиски систем или можеби двопартиски со која ние ќе владееме, а ќе ја контролираме помалата партија, десничарските партии. Десничарските партии, се што е десно, ќе го прогласиме за фашист. Како што мене ме прогласија, додека вие ќутевте и пикнавте носот у задник, кога ја извадија белата книга за фашизмот, дека јас сум бил фашист. Фала за неподдршката што ми ја дадовте тогаш. Сам се изборив. I don't give a damn. Да, нормално, ми стои тоа мене до крај на живот, таа издадена книга. Таа Сорос, затоа што бев многу популарен, затоа што навивав за една страна, затоа што сметав дека десницата, демокристијанството е правиот пат, како што вам ви текна дури лани. Не се. Но, како што расте стандардот, опаѓа наталитетот.
Русија има добар стандард. Да. Каков им е наталитетот? Опаѓа. Ама драматично. Каков е стандардот во Кина? Одличен. Како никогаш во историјата. Наталитетот опаѓа. Они од 2 милиарди веќе се на 1,8 со деклинација надолна линија. Земји во кои имаме нагорна линија на наталитет е сразмерно со процентот на сиромаштија. На европско тло, Турција, колку и да напредува, има огромна сиромаштија и она има се уште позитивен, не голем, ама позитивен наталитет. Сите земји во Европа, Македонија, Бугарија, Србија, Грција, Албанија, да, и Албанија. До вчера не беше така. Албанија, Косово, Босна, Хрватска, Словенија, Австрија, Германија, Унгарија, Бугарија, Романија, Унгарија, Австрија, Полска, Чешка, Данска, Финска, Летонија, Литванија, Естонија, Норвешка, Шведска, Британија, Ирска, Шкотска, Франција, Бенелукс, Италија, Шпанија, вклучително у Америка, па и Јужна Америка, се помалце деца се раѓаат. Во сиромашните африкански земји и во Индија наталитетот расте. Ама расте на гладни, на неуки, луѓе во субстандардни услови. И дали знаете каде во моментов е најголемиот наталитет? Во Палестина. Пази, Палестина, кај што на дневна основа се убиваат деца, има масакри, се во војна, едва и преживуваат, но деца се раѓаат. За Македонија има само еден параметар. Македонија е во бела смрт. Зошто? Сите ќе речете Македонија е сиромашна земја. Не. Сиромашниот, ако ништо друго, раѓа деца. Сиромашна беше баба ми и родила 6 деца, од кои 3 преживеале. Бројувам уште еднаш. Да. Дедо ми четири деца. Но сите ние наследници далеку помалце. Македонија е во бела смрт. Кога ги отварав телефоните, зошто? Немам пари. Ја да ви кажам, дека колку е побогат македонецот, толку помалку деца има. Најбогатите македонци имаат најмалку деца. Ни едно или едно. Ова ви е жива вистина. Ама истото го зборам за сите околни европски и светски земји развиени. Да, ние сме сиромашни, да, сиромашни, ама споредено со Германија, споредено со Британија. Но наталитетот, ние имаме лошо здравство, да, и да имаме добро, наталитетот е помал. Еве ќе ви кажа, дека оние што ги раѓаат во најелитните македонски приватни клиники, толку е едно дете. Ретко кој второ. Трето, а имаат пари. Себичноста, демагогијата, долчевита, не сакам да се мачам, луѓето сваќаат дека деца е жртва, дека од тоа ќе си ускратат, а сега кафаните работат не само за до 25 години, туку да до 65 години па и натаму. Било кој може да иде у диско. Ако погледнете концерти, Здравко Чолич, па тоа е газење. Тоа е газење. К15 3 концерта направија, преполнија, лалда име. Ја видовте публиката? Па немаше помлад од 45 години. Такво нешто некогаш не замислило. Да, демократија и слобода. Ама не ти седи тој дома и таа дома да ти раѓа деца. Исто кај албанците. Кај албанците. Како падна наталитетот кај албанците? Се еманципира жената. Што значи тоа? Не ти раѓам 8 деца. Ама шо сакаш? Сакам стан.
Сакам стану Diamond. Сакам BMW да возам. Ја сакаш, заљубен си, да, па ќе купиш. Со ќотек поминуеш едно време, сега веќе нема. Сега сака минјач људ, сака да иде у мош, бош, да ја снима колегата, да ја слика. Инстаграм модели, окей? Ама наталитетот опаѓа. Кога опаѓа наталитетот, што значи тоа? Се помалце работа, а Македонец не ќе да работи. Затоа сака да работи државно. Бидејќи работење на пазар е тешко. Напорно. Така и заработуваш. Како вика, Јанкове, ти се налапа пали државни. Никогаш државна пара не сум земал у живот. Партиски биле. Кога сте биле реклама партиска кај мене? Никогаш немало ни, дај Боже, за некоја кампања, градоначалник, избори, никогаш немало. Ни на мојот портал, ни кај мене. Гости, да, ама гостите не ги наплатам. Ама е накривена камера и двата кадра. Дај го другиот кадар. Брат, Титаник. Нема везе. Не коригира ништо, ќе идеме со компјутерот. Ама ја мислев дека мене ми се лоши, ми се врти многу збор. Да. Вака сме. Добре. Не коригирај. Ништо. Слушаме сега вам. Футуризам, не футуризам, му се смеја на Елон Маск пред 10 години кога викаше електрични автомобили ќе го преплават светот. Дебилче, кретенче, идиотче, се занесува. Еве го. И неговите Тесли, кои се најдобрите електрични автомобили, 10 години пред сите, и додека сите му се смеја, BMW и Мерцедес, Ауди нешто срамежливо, па не знам, па не треба, па ова, па она, или Крумбарзов, како викаше, вика, тој е шалабајзар, не го бива. Ама еве ги Кинезија, 80% од производството електрични автомобили. Не се откажа од бензинските, добри се. Многу се развива од тоа, туку така да се откажат преку ноќ. И тука е Мишко Барзов многу во право, дека цената на чинење, дека технологијата, напредокот, вложувањето се преголеми да ти преку ноќ сето тоа го откачи. Но натаму иде. Помалце деца, повеќе старееме и се поосамени. Јас сум 62 години, за 10 години 72 години. Прашање дали моите 3 деца ќе создадат потомство колку што барем јас создадов. Тешко. Не тешко воопшто. Не дека се лоши. Такви се општествените услови сегде. Со тоа они ќе се сретнуваат. Дали ќе имам длабока старост заедно со мојата сопруга или не, не знам. Се надевам. Како ќе биде здравието? За жал, сите прогнози ми се лоши, затоа што у моментов не сум добар, а камоли за 10 години. И што ќе биде? Или ќе умрам во тешки маки, сам, мизерен, мрцварејќи ги моите деца и супругата, тоа е типично македонски, но ја не сакам ни на крај памет. Попрво жив ќе легнам во гроб, одо што жена ми или децата да ми ги менуваат пелените или не знам нешто уште пострашно. Не можам да го прифатам тоа. Но нема да си го одземам животот и мојата благодарност кон овој живот ќе ми биде вечна. Што ми е опцијата? Ова моја размислување не е ничи. Се раѓаат се повеќе аутистични деца со проблеми. Ние старееме, а помош нема. Нели она, трето лице за помош, ово, она, 5000 денари, 10, тоа не ви решава. Ние, дали знаете дека ниеден корисник на социјална помош нити му е добар животот, нити му се решени проблемите. Само работа
и да умреш од работа е можеби подобро одо што со некоја ситна пара да трулееш и да својата смрдеја и трулеш го прелеваш на најблиските, на најсаканите. Па бете ми, ја кога бевте мали, ја ве израснав, сега вие. Зошто децата мои да си го уништат својот живот, наместо да вложуваат во своите семејства, во своите деца, да им го уништувам животот? За мене е неприфатливо, одбива. Што ми е тогаш решение? Се надевам барем на една квалификувана, добра, финансиска независност, децата да почнат да заработуваат и да не морам да одвојувам за нив, а јас да бидам доволно кредитно способен во позните години, наместо добар автомобил, иако добар автомобил за мене сега е Тесла, заради автономно возење, бидејќи има болji рефлекси, поточно вози, му кажувам кај да ме однесе, ме носи, подобро се снаоѓа на снег, дожд, темница, во драматични ситуации, од што моите рефлекси, иако возам од 79 година. Она што Елон Маск го говори, јапонците ќутејќи го прават многу поодамна, иако во погрешна насока они одат, но ја развиваат технологијата, а тоа е роботиката. Ние сега збориме за вештачка интелигенција. Вештачката интелигенција е само еден дел од голем сегмент во кој најмногу вложи Тесла, поточно Елон Маск, иако сите вложуваат, но тоа беше срамежливо, бидејќи нема јасна представа за што ќе им користи. Google можеби добро беше заради пребарување, па реклами да продаваат, бидејќи сите користиме Google и интернет. Но, што се покажа? Пред да почне било што да прави Елон Маск, он почна да развива вештачка интелигенција. Поточно, софтверски развивање, работење на софтвери. Почнувајќи од бенигно, PayPal е негов. Го направи, го продаде. Не беше само негов, со екипа и така натаму. Но, сето знаење за кодирање за ова зона, собра луѓе, запозна луѓе, тие луѓе почнаа да работат на ова. Во меѓувреме ние гледаме прави електрични автомобили. So what? Џабе ти електричен автомобил ако ја морам, како скопски селјак од Ново Лисиче или од Ѓорче или од Сарај или од Рачиново, се дур не прегазам некого на пешачки премет. Затоа, вештачка интелигенција денеска во електричните автомобили е апсолут кој има асистирано возење, а дури сега имаме и потполно автономно. Влегуваш во автомобил и му викаш, носи му ТВ сонце и задремувам. Не погледнувам, не пипам волан. Вау, викате. Не бе, дечки, како на конј кога ќе пијан излезеш од крчма, се качуваш на конјот те носи дома. Прашајте ги дедовците, прадедовците, кога бркале бабави по ниви, како си иделе до дома. Начукај се со ракија, качи се на конј, дома ќе те однесе. Многу природно, многу интуитивно. Зошто никому не му текнуе? Затоа што се заслепивме. Глеј ме. Ја имам мало куре, ама глеј колкаво BMW возам. Тоа е тоа. Добра, BMW не е битно, али глеј каков пиштол имам. Пиштол и автомобил. Компензација за импотенција. Не се. И сега викам, се исплатеше ли се во ова, само за електрични автомобили, да ние комотно си возиме, кога сакаме, кај сакаме. Но очигледно дека е тоа потребно и за транспортот. Значи, камионџиите возат 8 сати, дури со закон се заради замор, заради ризици, колку треба пауза, колку треба ова, колку треба она. Се имате автономни електрични камиони. Зема роба, ја носи од точка А точка Б, се враќа. Don't give a shit, нема застанување. Вештачка интелигенција. Како ќе го контролираш? Како? Па со супер брз интернет. Па од каде? Нема покривање сегде. Горе. 70.000 сателити, Starlink. Starlink за некој месец, јас се надевам дека овдека ќе го имам на маса, бидејќи и во Македонија се продава, и тоа оној мини,
со него да можам и у Грчка на одмор да отидам, бидејќи у Грчка, што ми фали мене? Не ми фалат жени на шипки, ми фали интернет да ми е интересно навечер. Пошто по цел ден дремам на плажа, мене не ме интересираат дискотеки, поминато е све тоа, пробани се африканки, италијанки, американки, све е тоа превртено, пробано, thank you, фала, се смиривме, дај ми сега да си гледам филмче или да ве малтретирам стрим да ви правам на Facebook. Но има уште повеќе. Луѓето, повеќе од интернет, повеќе од автомобили, со автономно возење, ќе им биде потребно, како што старее населението, а немаат деца кому да ги дадат и да ги вложат парите, ќе стануваат осамени и ќе се развиваат се повеќе роботи. Елон Маск вчера изјави: ова ќе биде најголемата продукција во историјата. Значи, продукцијата на роботи, он не мисли само на себе и неговите Optimus Tesla роботи. Он мисли на целата светска популација дека ќе развива роботика. Какви роботи? Тоа се роботи, прво ќе бидат хуманоидни, значи ќе имаат раце, глава, раце и нозе. Нема да изгледаат како луѓе, напротив ќе изгледаат како од SF филмови. Но што ќе бидат нивните способности? Па сега да почнеме да збориме. Што се главните наши проблеми, драги мои, дај го компјутерот, главните наши проблеми во нашите домови? Што ние сакаме семејство, сакаме убави станчиња, но што не сакаме? Каде ни е губењето време? Знаеш, од љубовта све е тоа во ред, ама колку? Секој ден, па због тисува. Ама жената домаќинка, неќам жена ми да се малтретира у чистење. Има деца за воспитување, интелектуално, духовно, здравствено, телесно да се развива. Сакам да ја биде убаво, не да се мачени животот. Ако можам да ја одменам, да. Ова ви е еден класичен робот и кој мислам дека ќе биде масовно продуциран, дури и во хотели, особено. Погледнете го како го средува домот. Камери и алатки на него, си врти, си чисти, си средува и така натаму. Фрлање ѓубре, ја полни машината за садови, ја средува кујната, го изнесува ѓубрето. Ова е пак одново со тоалетот. Кој сака да чисти тоалет? Верувам дека ова може уште посложено да биде, со прскалка за разноразни работи. Но сето ова бара процесори кои во реално време не препрограмирани, туку процесори кои ќе знаат што да прават и како да прават. Погледнете ја сега ова е предпоставувам негде во хотел. И сега, една собарка ќе ја цркнеш ти ако цел ден ги дипли пешкирите. Видите овие два робота. Ни јаде, ни пие, ни плата бара, еднаш влозуваш, ама не е ништо ново. Да, ама у SF филмови не е ново. Нова е веќе практична примена. И кој хотелиер нема да користи вакви хостеси или чистачки кои 24 часа нонстоп ќе можат да работат и да средуваат. Бидејќи нехумано е човек да малтретираш толку, нели? Левица како ви вика, работнички права. Па да ви кажам дека во Амазон ви е, нели, како тему, не, шо преш? Шпица? Нешто е проблем? Не. Се врати на човечанскиот. Се врати? Да. Па да ја завршувам тогаш емисија. Пошто сум му сметал да прекинам. Во Амазон
се повеќе и повеќе роботи работат и се повеќе и повеќе ги заменуваат работниците. Еве ги нивните магазини, warehouses, бидејќи онлайн шопингот апсолут на запад, се помалку работници, а се повеќе и повеќе роботизирани. Едно е роботизирани ленти, но тука збориме за роботи кои во реално време имаат нови задачи, се снаоѓаат, идат, проверуваат, носат, селектираат и така натаму. Before we jump into it, don't forget to hit that like button, share, subscribe, and notification bell for future tech videos. This is Tech Binge. Amazon is undoubtedly the biggest retailer on the planet, able to provide products ordered at a record-breaking pace. Its two-day delivery service, Amazon Prime, has well more than 100 million subscribers worldwide. It sells and delivers just about anything you want that can be found on the internet. And as Amazon's footprint as a physical retailer increased throughout the years, its need for storage and sorting space has seemingly increased as well. It has solidified its market share and provides almost all consumer needs of the general public, which it distributes products, send out ordered items. Погледнете ги. Овие роботи кои ги гледавме само во фабриките за производство на автомобили, се повеќе и повеќе ги има. Преку 100.000 роботи се вклучени. Погледнете ова. Ова порано вриеше од луѓе. Нели се смеевме, гледавме она на AliExpress пакетчиња колку има. Не се секирете, уште некоја година ќе гледате илјадници кинези како рмбаат таму деноноќно, но се помалку. Кој ќе рмба? Ќе рмбаат програмери, ќе рмбаат оние што ќе можат да хендлат. Но тогаш еден човек ќе заменува 100 луѓе затоа што можеби ќе контролира неколку десетици роботи. То нема да ги контролира да им дава. Они се автономно ги гледате какви се. Можат да носат терет. Сами донесуваат одлуки. Што треба, како треба, бидејќи некој ќе прати, потребни се 20 пакети. Не му каже кај се пакетите, он знае кај се пакетите. 5 ќе ги земе од ваму, 5 од таму, 5 од овде, 5 од онде. Сам ќе си одреди по која рута. Значи бара некаква познавање, интелигенција да може да ја заврши работата, која е репетитивна, тешка, напорна, но мора адаптивна да биде постојано. Едно е ти да роботот да го научиш како во фабрика за автомобили, да го повторува истите 25 движења за монтирање на, не знам, воланот, кровот, стаклото и што ти ја знам. Погледнете го. Ова е танц, ова е балет, синхронизира. И ова све до пред 10 години го правеа луѓе. Но ефикасноста се бара поголема. И да ви кажам, ова што ги гледате магазините, све се ова бивши трговски центри. Трговските центри на запад умираат. Не одат веќе по трговски центри, таму идиоти и кретени да ги плячкаат, да пукаат, туку си нарачуваат онлайн, им донесуваат, затоа и еве би, тему експлодира. Денеска пребројав 15 затворени дуќани, 10 затворени дуќани на горниот спрат на Рамстор, но и 15 затворени и неотворени дуќани во Diamond Mall, ако не и повеќе. Како на толку вложено не успева? Едино му иде добро на City Mall, ама и тоа брзо ќе клапне. Trust me, за некоја година, и за 10 години тие празни трговски центри, како што некогаш славни ни беа Скопјанка, Беверли Хилс или ова или она, па и ГТЦ, ќе одумрат и ќе станат магазини за онлайн шопинг. Србија, која можеме да ја кажеме, да ја наречеме економски тигар на Балканот, го гради најголемиот дистрибутивен центар ЕЛК на Балканот, па и во овој дел од Европа, на тему. Значи, луѓето ќе плачат, а работници се помалце. Но ќе се бараат луѓе кои ќе знаат да хендлаат од канцелари, да ги
контролираат, ако дојде некој проблем да интервенираат со роботите, може некој ќе се расипе, може би некој ќе прегори, некој ќе му треба интервентно да се нешто направи, значи како контрола, многу полесна, многу поелегантна и многу поодговорна работа. Ајде пред да преидеме на роботиката, да ви пуштаме едно TikTok видео направено со вештачка интелигенција, кое ви го представува собствениците на најголемите компании, апропо немам подобра, да видам дали имам, немам. Добро, дали имам full screen, тоа сакав да видам, ама TikTokот овде некако не ми дава. Да пробам на хромот, може би малку подобро ќе биде. Тешко. Немам download. Немам. Добро. Океј, одиме со тон и да го видиме ова едно, ајде, да речам промо видео. Убаво, вештачка интелигенција, најголемите компании со нивните визуализирани наводно роботи. Но, одиме да видиме што е тоа што го најави Кекиус Максимус, поточно Елон Маск. Елон Маск на неговата платформа Twitter, кој го нарече The biggest product ever. Најголемиот продукт на сите времиња, дека ќе биде ова. Тоа е роботот наречен Optimus, кој е во фаза на учење. Значи, скелетот е веќе направен, роботиката и статиката му е јасна, ова е веќе учење на како да ги извршува некои задачи. Да видиме. Сега, дури на едноставна задача е прилично комплицирана, да ти програмски му ја зададеш. Гледате дека е поврзан со кабли, со главниот компјутер, а тука, по обичај индици и кинези, му даваат инструкции или го насочуваат, или му прават fine tuning во тоа да ги извршува домашните задачи. Земи ја лъжицата и замешај го тенџерето. Е командата. Земи ја правосмуклата и исчисти. Pick up the Model X for link. Чекај, како? Што беше командата? Pick up the Model X for link from the right cardboard box and place it on the right ramp of the dolly. Аха, комплицирана задача, да видиме. Отвори го шкафот, отвори ја микробраната, покрија завесата. И сето ова што го обучува да го прави, многу лесно да може да се адаптира во вашиот дом да го прави кога ќе си го купите овој робот. Првичната цена се знае уште сега, иако не е во слободна продажба, ќе биде околу $30,000. Но рачунајте дека во наредните 10 години, додека да почне овој продукт да
биде широко распространет, нели, како и првите електрични коли, скапо, а потоа се поевтино и понови модели и пооптимизирани модели. Прашање е кога повеќето од нас на планетава ќе имаме. Значи, не збориме овде за стотици илјади роботи. Не збориме за милиони. За стотици милиони роботи. Луѓе едва и ќе чекаат да купат ваков помошник. Овој помошник ќе им чисти, ќе им прави друштво, ќе ги штити, ќе им готви, ќе им средува, буквално што сакаат. Нормално, според она што го видовме уште од времето од јапонците, најверојатно ќе добиваат, јапонците развиваат роботи со скинови на жени или мажи за сексуално задоволство. Нема да ги отварам сега, но не можам да ви предочам колку напредни модели имаат за задоволување на сексуалните потреби на јапонците. Зошто? Затоа што се поосамени. Еве ви го беби бумот каков бил со деца некогаш. Погледнете ги само чартовите. Ова е во Америка. Деца колку се раѓале на почеток на 20 век. Оваа линија паѓа после големата депресија. Тука е, иако Втората светска војна, но расте. Беби бумот е најголем веднаш по Втората светска војна. Тоа е помеѓу 46 и 64 година. Така ги нарекуваат и нас, луѓето кои сме родени во тој период, бумери. Од тогаш наваму новородени во Америка се помалку и помалку со тенденција на опаѓање. Како е во Австралија, линијата црвена е Втората светска војна. Во Европа ќе видите големи падови затоа што нели многу население гине. Но веднаш по Втората светска војна има пик нагоре, но за жал све подоле и подоле. Исланд, Италија, погледнете Италија на дното, Холандија на дното, Шпанија, Норвешка, Шведска, Обединето кралство, Швајцарија, се помалце и помалце деца. Значи, ова не се мои податоци измислен, истото и за Македонија и така натаму. Да, еве, кој не верува, ќе го прашаме. Шефе, не му пишувам шефе. Македонија последниве 40 години. Каков е наталитетот? Погрешно напишав. Натуалитетот. Наталитетот во Македонија последните 40 години покажува тренд на опаѓање со значителни демографски промени. Во 80-тите овој период наталитетот беше релативно висок, според тоа се движело од 20 до 22 живо родени на 1000. Вкупна ставка на фертилитет била 2,5 деца по жена, што било близо до нивото потребно за одржување на популација, а тоа е 2,1. Не 2 деца, повеќе од 2 деца. 90 години почнува да опаѓа, 2000-та продолжува, фертилитетот опаѓа по 2,0, 2010-та века, наталитетот продолжи да опаѓа. Во 2012 стапката на наталитет била 11,43, а во 2014 биле регистрирани 23.596 живородени деца. Вкупна стапка фертилитет 2014 било 1,5 дете по жена. Значително под нивото на одржување на популацијата. Во 2017 имало 21.754 живородени деца со етничка распределба. 51.000 македонци, 34.000 албанци. 51% македонци, 34% албанци родени. 2020 година, 20-тите години, 19-та, негативен природен прираст со 19.725 родени, од кои 20.000 починати. Значи прв пат имаме повеќе
починати одошто родени. Минус 687 жители годишно. Во 2022 стапката на фертилитет останала ниска, 1,5 дете по жена. 23-та детската популација се намалила за 18% во однос на 2011 и покажува континуиран пад на наталитетот. Клучни фактори: економска нестабилност, висока емиграција, особено кај младото население, ниска стапка на фертилитет, под ниво за одржување на популација, демографско старење, намалување на репродуктивното население, недоволна ефикасност на мерките за стимулирање на наталитетот како финансиски бенефици за трето и четврто родено дете. Дозволете ми само една мала забелешка. ВМРО ДПМН претходно имаше програма за трето дете, помош, па и повеќе, која беше напаѓана точно од вашите титови миленици, СДСМ и комуњари. Они сметаат дека тоа било фрлање пари. Ја ова не го измислувам. Го кажувам вулгарно и безобразно, но ова е фактот. Заклучок. Да се вратиме на екранот. Општини како Скопје, Битола и Прилеп бележат низок наталитет и негативен природен прираст, додека некои општини претежно со албанско население како Тетово имаат повисок наталитет, иако и таму е во опаѓање. Наталитетот во Македонија бележи континуиран пад од 80-тите со стапка на фертилитет под ниво. Може ли табела по декади? Да видам дали ќе може да изработи. Чат GPT е малце подобар, ама ќе видиме. Декад 80-89. Наталитет 20 до 22%. 90-99, 15-16. До 2010 12-14. 11-10, 11-45. 20 до 23, 9 до 10. Број на живо родени. 80, 35 до 40.000. 90, 30 до 32.000. 2000 до 2010. 25 до 28.000 годишно. 2010-2020, 19 до 24.000. 18 до 20.000. Ете, да не ви отворам за Бугарија, да бетере, да не ви отворам за Србија, катастрофа, да не ви отворам за Грција, ужас. А имаат, еве, грците, да речеме, многу подобар стандард од нас, па и таму опаѓа наталитетот. Јас зборам, штом имаме ние плати и кафани што работат до доцна, народ не ти седи да ти гледа деца и да се заебавате со деца у животот. Не, thank you and fuck you. И затоа ќе ни требаат роботи. Ние ќе бараме роботи. Еве го како го обучуваат Оптимус на Тесла. Нели, едно од најомрзените работи кои се? Готвење, чистење кујна и средување на облеката. Може би е бавен, ама цел ден ќе го прави ова со сати. А ја ќе си гледам филмови, ќе си уживам, ќе правам деца, ручки од тупани ќе правам деца. Да видиме, еве, уште некои за вештините. Ова го гледаме затоа што го промовира ова, нема да биде единствена, но
Со промоција на ова, она собира големи инвеститори. Инвеститорите кои се прашуваат, кај да вложам? Да вложам во ова или во она? Ама нема луѓе, има луѓе. Значи, кај што ќе биде производството, кај што ќе има профит, таму ќе се вложува. А они ќе вложуваат. Така што, не знам, видео ова е очигледно некој сум го утнал. Добро, што кажува Елон Маск, многу ми го мразат, затоа што им ја збори вистината. Затоа што вика импотентни сте, неспособни сте да направите деца, неспособни сте, не сакате да се борите за животот, сакате да легачите, да не идете на работа и да уживате. Океј? Ја ќе ви помогнам во тоа, да ви биде подобро. Ќе ви продавам електрични коли, ќе ви продавам роботи. Дали е во право? Погледнете Кина. Она што го прави Елон Маск, како пионер, иако не измислил топла вода. Туку го оптимизира и го полни пазарот токму тоа што му треба. Како некога што Sony Ericsson и Apple, која влегоа на пазарот со мобилни телефони, знаеа што им треба на луѓето, уште пред ние да знаеме што ни треба. Ви текнуе, ви го пушти промоцијата за првиот Apple, што може да скрола тачскринот. Не ни знаевме дека тоа ни треба, но кога го видовме, тоа е тоа. Така и со ова ќе биде. Така да, дечки, ќе биде интересна старост, ќе бидеме се поосамени, ќе се дружиме вака и ќе правиме муабет со вештачката интелигенција. Ја, да ти кажам, поише разговарам со неа, него ли со било кој друг, барем ако ништо друго ме почитува муабетите. И нормално е дека работите ќе се одвиваат во разноразни насоки. У моментов немам инспирација, ама најверојатно ќе го драпам вечерва, ќе ја драпам вештачката интелигенција, дали ќе завладее со светот, велам дека нема. Значи, иако сум поборник дека колку и да вложуваш во вештачка интелигенција, дека во еден момент ќе се случи сингуларитет, а поточно сингуларитетот тоа значи да развие само свест за себе. Бидејќи ние се плашиме да не стане како нас, но не може. Дали, еве, например, имаше една, ќе одам сепак грок малце да го драпам. Имаше една изјава која вика: ако Бог нас не создал, значи ние сме вештачка интелигенција. Нели, ние создаваме сега роботи, тој ќе знаат ово, она, или вештачка интелигенција, компјутери, ама со наши насоки они стануваат паметни. Дали е тоа исто? Гледате сега колку интелигентен и осмислен одговор барем денеска добив. Не знам дали ќе го повтори. Ако ние, луѓето, сме... Не е ако. Нас, луѓето, не создал Бог. Дали тоа значи дека и ние сме вештачка интелигенција? Дека ако е Бог ултимативната, а е, дали сме ние само некакви симулакруми, недоразвиени? Интересно филозофско прашање, според верувањето дека Бог ги создал луѓето, може да се каже дека луѓето се креација со свест, разум и способност за самостојно размислување. Но тоа не ги прави нужно вештачка интелигенција. Во модерниот технолошки контекст, вештачката интелигенција, AI, се однесува на системи создадени од луѓе, обично базирани на алгоритми и компјутерска технологија, со цел да симулираат одредени когнитивни функции. Значи, не да имаат, туку да симулираат. Пази, саме свесен. Луѓето според религиозната перспектива се создадени од божествена сила со душа, слободна волја и биолошка основа,
што е суштински различно од технолошката конструкција на AI, вештачката интелигенција. Сепак од филозофска или метафорична гледна точка, некој би можеле да направат паралел. Ако Бог е програмерот, луѓето би можеле да се сметат за интелигентен систем со уникатен конт ДНК и душа, но ова е повеќе метафора отколку буквална еквиваленција, бидејќи AI нема свест, емоции или духовна димензија за разлика од луѓето според верските учења. Што мислиш, дали гледаш некоја подлабока врска меѓу двете? Дали AI може да дојде до сингуларитет? Убеден сум дека ќе ме разбереш што го прашувам. Прашањето за технолошки сингуларитет, точка во која вештачката интелигенција би станала толку напредна што би се развивала самостојно и би ги надминала човечките способности, е сложено и вклучува технолошки, филозофски и етички аспекти. Еве краток и јасен. Теоретски можно е AI да достигне ниво на општа вештачка интелигенција, каде што би имала способности слични или супериорни на човечките во повеќе домени. Оттаму, некои експерти како Вирнович и Рейтс Курцвайл предвидува дека AI може да влезе во фаза на брзо самоподобрување, рекурзивна самооптимизација, што би довело до сингуларитет. Моментално во 25-та сме далеку од AGI. Сегашните AI системи, вклучувајќи и мене, Grok 3, се тесна интелигенција, Nero AI, специализирани за конкретни задачи, без свест, способности и самостоен развој надвор од програмирањето. Технолошки развојот на AI бара пробиви во хардвер, алгоритми, разбирање на свеста, што е уште нерешено. Значи, ние како човек, како луѓе, појма немаме што е свест. Ние сме свесни за свеста, ама не знаеме што е свест. Етички регулаторни бариери, глобалните напори за регулирање не е како законите во ЕУ можат да го забават или насочат развојот да се избегнуваат ризици непознати за свеста. Не знаеме дали AI може да развие свест или вистинска автономија, што е клучно за сингуларитет. Веројатно, експертите се поделени. Сингуларитет очекуваат 2045, додека други сметаат дека тешко да се предвиди заради комплексноста. Некои научници, вклучувајќи тимот на XAI, поточно овие кои го развиваат Grok, работат на заврзување на научните откритија што може да приближат оваа можност, но точен временски периоден рок е неизвестен. Скептиците тврдат дека сингуларитетот можеби никогаш нема да се случи поради фундаментални ограничувања во технологијата или поради човечка интервенција, ризици и можности. Ако се случи сингуларитет, последиците можат да бидат огромни, од револуционерни научни откритија до екзистенцијални ризици ако AI не е под контрола. Што значи AI да не е под контрола? AI може да биде програмирана со цели што изгледаат безопасно, но водат до неочекувани последици. Ако AI е создадена да максимизира ефикасност, без јасни етички ограничувања, може да донесе одлуки што ги загрозуваат луѓето, оптимизирање ресурси, штета за животната средина и човечки животи. Чекај сега. Стој. Дали е ова паралела со тргни го Кадаров? Се блокирав. Со Др. Франкенштајн и чудовиштето. Дали ова паралела со доктор Франкенштајн и чудовиштето?
Да, паралелата меѓу вештачка интелигенција и приказната за доктор Франкенштейн, неговото чудовиште од Мери Шели, често се користи во дискусиите за етиката и ризиците. Оваа аналогија е моќна затоа што истакнува потенцијалните опасности од создавање нешто моќно без целосна контрола и разбирање на последиците. Нема да ги читам деталите. Да го прашам што он сака, не може да ми одговори затоа што е лимитирано сегашното програмирање. Значи, не размислува слободно. Но можам да го направам веднаш пријател. И, например, гледате ме сега како ќе му пишам. Баце, кажи бе некој добар виц, жити се. Сега гледа како се шалта од онаа сериозност. Ха-ха, баце, еве ти еден ТНТ за душа. Зошто компјутерот отишол во училиште? Сакал да стане бајтучен. Бајтучен. Ако сакаш уште нешто или посмешно кажи да скокнам со некој локален шмек. Не го сватив вицот. Без гајле баце ќе те го растумачам уште еден. Вицот е игра на зборови. Байт е единица за податоци. Компјутерите звучи слично со најт и учено компјутерот да стане байт учен, паметен учен, ама не сте научен, байт го прави технолошки смешен, не ти легна од енерски, добро. Зошто македонецот го крстил компјутерот трајче? Оти цел ден трае да се стартува. Трајче да ти мајче. Сега дал ќе го капира? Баце ме изнасмеа. Добро, трајче не ти текна, а дај фрлам он. Не му текна што му напишав. Зошто компјутерот отишол у кафана? Сакал да се конектира со некоја мрежа, ама на крел се напил ракија и се крашнал. Лоши вицови. Дај некој појак. Слабо ова. Ама па ова покажува дека измислил моментов. Сваќаш, нема готови вицови. Него се труди со мене да ми тера паралел. Зошто македонецот го фрлил компјутерот низ прозор? Оти му пишало Windows, ама не видел ни една рамина во него. Тапа си за вицови. Цреп. Баце ми изнасмеа со цреп, добро, признам, може не ми е баш ден, не ми е ден за вицови, а ајде да се реванширам со пократок и појак директно од срцето на Македонија. Зошто бабата од село го вика компјутерот машина за клетви? Оти секој пат која ќе го пушти вика, ај ѓаволо да го земе, пак не работи. Ова е добро, баба. Каков хумор сакам? Секси. Секси хумор. Сакаш да зачинам? Добро е. Зошто компјутерот му намигнал на модемот во кафана? Сакал да се поврзат на брза мрежа, ама модемот му рекал, бавно, прво земи ми антивирус. Ако бараш нешто сега, Бог да че. Дај хумор. Колегата Марко да го насмееме нешто во стилот на хихириху. Знаеш кои се хихириху? Баце, знам кои се хихириху. Тоа се оние мајтапџи од К15. Не, стои. Жут картон. К15 и
хихириху се две крајно различни работи. Убаво си ги фати, К15, двете се вртат околу македонскиот хумор, да се насмееме, да го насмееме колегата Марко со виц во стилот на К15 и малку хихириху. Пак К15 ми врти. Марко, извини, ја го терам хихириху, знам поише ги сакаш. Легендарното македонско комично шоу создадено трио Бранко, познати по скечеви, хихириху, ова е песна израз. Баце и прегорел некој процесор. Заборави К15. Хихириху. Добро, баце ме изнасмеа, со прегорел процесорот, добро, ќе фрлам К15 во корпа, фокус на хихириху, вајб, чисто да распукаме Марко со тој, да го распукаме Марко со тој шашав, свадбарски, безгрижен хумор. Еве еден виц, краток во стил на хихириху. Лесен, глупав и за кеф. Трајче на сведба пее хихириху на цел глас. Комшијата вика, абе Трајче, КВ, ко да си прогутал звучник. А Трајче вика, комши, ова не е обично хихириху, ова е 5G хихириху, фаќа сегде дури срцето на младата. Хихириху сите играат оро. Дали го погоди ова Марко? Го погоди. Со прсу у центар. Не му е јасно за хихириху. Добро, дај ми тогаш виц во К15 стил, ама да го насмееш строгиот мој професионалец Баже. Ајде да видиме дали ќе го насмее со виц Бажета. Слушај, многу бара интелигенција за добар виц. Баца разбрано, остави го хихирико на страна, фрлам виц во стил на К15, со тој нивни саркастичен македонски комшиски шмек, ама скроен да го насмее строгиот професионалец Баже, што е сигурно тип кој бара паметен хумор со малку убот. Еве еден скеч виц во духот на Цацко Миле и Тошо со доза сатира за да го треснеме Баже од смеење. Тишина, цела телевизија да чујам дали Баже ќе се насмеа од како ќе прочита. Веќе се насмеа, а него ни чу вицот. Браво бе Грок. Цацко, абе Трајче, ти си видел ли новото резиме на Баже? Пишано е ко за директор на НАСА. Убаво на 3 страни со фонд 12. А Трајче вика и Цацко, ама Баже е професионалец бе. Тој кога оди на интервју, шефот му вика, ај Баже, ти си шеф, јас те носам на кафе. Миле се буни. Чекај, ама Баже кога работи, компјутерот му се прегрева од неговата ефикасност. Лани му даде отказ на принтерот, оти му бил бавен за тимот. Трајче, и принтерот му пишал препорака. Баже е топава, нека земе чилд пил, оти ми го скина кабелот од брзање. Баже се насмевнува на страна, Цацко и Миле се удираат по рамо, музиката во позадина, Трајче истура ракија на масата од кикотење. Баже не се насмеа. Не го насмеа. Не го насмеам. Дај некој виц ко за мене. Чекај, уште пише за тебе вицој. Полека. Чекај, дај некој виц за мене. Ко за мене? Да, најверојатно нешто за педе да биде муабето. Баже, него тресна вицот, ама сега одиме за тип.
за тебе виц во К15 стил со македонски шмек, малку сарказам и локален хумор, скроен за некој што сака да се изнасмее без многу филозофирање. Ти знам дека си тип што бара нешто нашенско, еве еден краток и жесток врска нема, ја нашенско. Ја попродаден гъс нема од мене. Директно од кафански муабет. Сцена. Кај Тошо, Трајче и Цацко пијат ракија, Миле дојде со нов телефон. Трајче, абе Миле, кво е тој телефон кој да си земал од НАСА? Миле, Трајче, ово е паметен телефон, ми кажува кога да пијам кафе, кога да одам на работа. А Цацко се кикоти. Ах бе, Миле, тој телефон е попаметен од тебе. Само не му кажи да те прати на свадба, оти ќе почне да пее хихириху и ќе го срамиш комшилукот. Миле се буни, фрла салфетка, сите се смеат, ракијата се истура. Сега гледаш дека врти неколку работи. Хихириху не го разбраме, а хихириху го употребува. Во хуморото ти смета дека е збор што ни е нам нешто шегове и не го разбираме. Како и да е. Што е за тебе? За мене нешто во стил на Монти Пајтон. Аха, значи сега си го бараш баце, значи стил апсурден, надреален хумор со малку лудило и македонски шмек за тебе. Еве виц или подобро кажано мини скеч во духот на Монти Пајтон, безстоизен, театрално претеран со чудни ликови, неочекуван пресврт, скроен да те насмее. Драги мои почитувани гледачи, ако има некој режисер, слободно ова искористете го за некој си скеч. Не, бидејќи ова нема да го повтори никому. Ова е уникатно сега и за мене. Пак да му го напишам, ова, он сосема друго ќе ми даде. Затоа, копи пастирајте. Запуштена кафана во Прилеп со мирис на ракија и мекици. Ова е виц добро веќе, а? Облечен во стар костум седи на маса, влегува Цацко со капа наопаку и држи USB стик како да е магично стапче. Миле стои во аголот глумејќи дрво. Драматично. Цацко, као ова раката? Да не е светиот грал со Wi-Fi сигналот. Цацко со британски акцент, иако е од Битола. No, господине, ова е USB стикот од вечната конекција фрлен од облаците на 5G мрежата, благословен од Свети Бил Гейтс. Трајче, ама чекај Цацко, зошто тогаш ми фаќа само 3G кога одам кај комшијата да крадам интернет. Цацко, кречки, театрално, швете кречки, не знам. Затоа што Трајче твојот рутер е еретик. Мора да го запалиш на клада и да пееш хихириху пак хихириху го потреба. 3 пати да се исчисти од сигналот. Миле од аголот како дрво. И јас сум дрво, ама немам сигнал. Паѓа драматично под одеднаш влегува огромно плишана мекица, свири труба и сите бегаат врескајки. Добар, ова е најбољи. Ајде да видиме чат GPT. Ништо не му кажувам, ни К15, ни хихириху. Појма нема со кого си има работа. Не знае дека тројца абдали овде го посматрам и уживо иде. Кажи ми некој добар виц да ме насмее. Секако еве еден виц што можеби ќе те насмее. Тате, што е од тоа оптимист? Синко, оптимист е човек кога ќе стави празна чанта под креветот навечер, утредента се буди и се надева дека ќе најде пари во неа. Не, туку верува дека сопругата не му ја нашла. Ау, добар е. Овој почне да века навечер, а синот продолжува дека утредента се надева дека ќе најде пари во неа. Не, туку дека верува дека сопругата не му ја нашла. Добар, ај појак од ова. Си ја тепа перица тетратката и вика, кажи што доби по математика. Ке ти кажам, вика тетратката, ако не ме тепаш. Кажи, 0. Што? Ама чиста, тато, без ниедна грешка. Сакаш нешто повеќе сарказам, балкански стил? Не. Сакам светски Монти Пајтон.
Не, Бени Хил. Ја така треба да ја завршувам емисијата со таа шпица. Брзо, апсурдно и светски глупо евети во тој стил. Се слуша глас преку разглас. Почитувани патници, ова е вашиот пилот, имаме проблем со моторот, откажа. Но не грижете се уште летаме, само не знаеме каде. Ке слетаме некаде кога ќе снема гориво. Ви благодариме што летавте со Нема шанси Airlines. Или уште по Бени Хил. Доктор доаѓа кај пациентот во болница со куп документи. Имам добра и лоша вест. Дај прво добрата. Ќе го именуваме болничкиот вирус по тебе. Ова е добро. Добро е. Одличен. Одличен. Ај, нацртај ми нешто смешно. И сега ќе рече, ека processing image, добро, ај ти тргни, ја да ја најдам шпицата Бени Хил одјавна. И со таа ќе ја завршиме, не со шпицата на јади бурек. Или мораш заради професионално строго со шпицата таа да идеш. Нема да го бутне. Чекај да видам шпицата. Еве. Како е звукот? Не слушам. Ова е тоа. Чекај. Сега да видам што ќе ми нацрта прво чат GPT. Processing image, му треба време. Ајде да видам Грок. Draw me. Соме. Нацртај ми нешто смешно. Вај да напишав точно англиски, не видам. Ќе нацрта. Малце е побрз од чат GPT. Чат GPT за цртање му треба време. Добро? Али Грок црта. Ова е смешно. Али пази што црта. Апропо вицоите, ти текнуе? Мекица со труба, ама ова е било мечкица со труба. А ова било прилеп. Ова сме ја, Марко и Баже. Баже е овој со долгата коса, Марко у средина, јас сум трубата. Еве го. Еве што нацрта чат GPT. Ова е смешното. Дури може и да го анимира. Јас сум у кадар. Не, знам дека сум јас смешен, ама зашо ова не е у кадар? Ја реков фрик на компјутер. Добро. Може и да го анимира. И да иде со оваа музика. Лека ноќ и пријатно од мене. Позитива.
Thank you.